едно кратко видео, но овај пат стварно на 15 минути, преска, значи многу се изненервира фоти на дневна база, многу пораки добивам од нови членови кои што комплетно не се упатени да разлистат. Другари, не се докажав кај мене, имате имате YouTube канал кој што ќе отидете и другари, наместо да си го губите времето со бош мобети, оговарање и неист мобет за политика, ќе седнете и ќе разлистате од самиот почеток. Пред 4 години, пошто преходниот ми е комплетно уништен од Facebook и од YouTube, од пред 4 години кој што е почнал, ќе почнете од тука нагоре. Че нема брат потреба да ми викате брат што да направиме, како да направиме, дека да најдеме информации. Проблемот на македонецот знаете ли кој е? Ќе види едно видео од озгоре, ќе види едно видео од тука, тоа ми е многу лоша навика што со прстите. Значи ќе види едно видео од тука и пораки. Брат што да направиме кој? Брат, сестро, братучет, комшио мој, партиски војнику, од оздоле нагоре. Од назад упаѓате и ги гледате видеото. Не, тие коини и токени повеќето се сменени, повеќето се исти. Вие како да го гледам тоа, брат? Чекај бе, брат. Еве. Имате видео, така ли? Ово е најаки компјутер. На самото видео на телефон, нели повеќе ми кажаа дека гледат преку телефон, имате луѓе да забрзате видеото за 1.25, 1.5. Значи, сега ја, например, брзо зборам, за 2 не верувам да издржите да толку брзо нели го изслушате, ама на телефоните, нели тие што ми кажате најчесто дека слушате, многу луѓе имате да забрзате видеото, за еве тука playback speed, имате и тука, гледај ќе оставате на да речеме, ја па зборам и за најчесто ме прашава за телефоните имате истото у settings и имате истата опција. Еве, ќе ставите на 1.5 и ќе опуштите видеото да видите дали ви одговара. На 0.03 на 3 центи и сега да има направено $340,000. Значи за $5,000 за една година јас направив $340,000. $5,000 биткоин не прават за една година $340,000, ни па у Ethereum, ни па у било кој друг коин. Можете да слушате побрзо? Dodge, што е едно комплетно со извинение срање, шиткоин, кој што стварно може да биде у $1 и 2. Замисли си, поради тоа што луѓето му даваат вредност. Тоа е едно не баш, да речеме на 1.5. Ево settings луѓе. Како ги вика ти постигнуваш да ги слушаш видеото? Че ја повеќето видео и на 2, ја гласовните пораки, мислам војшо ми стигнува на сите такво, брат ти збориш со илјадници, како на 2x ми се сите. На 2x ми се сите стајано пораки што ги примам. На 2x ги слушам сите пораки. А видеото повеќето ги гледам на 1.5 или 1.7. Еве. 1.5 или 1.5. Playback speed. Ставате, другари? Еве, playback speed. Ставате, другари, на 1.5. Кој може да слуша на 1.7 на 2, супер. На 1.5 забрзувате луѓе и видеото ми го слушате побрзо. Тој коин у проценти неколку лита брзо секундите. И како да кажам, слава го поминаа и биткоин. Значи Елон Маск никој не знае дали се запрекава, дали не се запрекава, дали е купил, дали не е купил. Ајде да видим на 2. Некам да разговарам за него, значи тип што е приватна компанија по целата таа технологија, додека американската војска се мачи со некакви авиони. И да не навлагам че сите тие луѓе кои гледаат на интернет се едно шоу на Холивуд и тие луѓе се обични директори, да, доста интелигентни човеки, али не е собственик на такви компании, тој е комплетен курски компетенц, како Бил Гейтс. Тоа се на 2 не верувам повеќето да успеете, али еве на 1.5 пуштате и сите мои видео, другари, може да ги слушате многу побрзо. Дури на телефона го имате исто тоа за спид. И ги слушате. Гласовни пораки што ви праќам исто на 2x и слушавате ги. Гледај, другари, колку материјал имате. Бесплатно. Бесплатно. Ќе ми рече брат академија, ќе се наплаќа, па ќе се наплаќа, бесплатно имате. Ово е најаката книга што може да се прочита, брат, да се изслуша уствари. Да ја слушате, другари, работи се имат многу променено, али базата е таа, значи вашиот мозок ќе стане одма на друг левел. Наместо да копате, леле брат, што да најдам, како да најдам. Еве и слушајте ги видеото од почеток до крај. А мрзаве да слушате, брат. И повеќето ја си платам да ми објасниш, супер. Супер. Ама тие што викате, брат, бе, зашо наплаќаш? Другари, супер, ќе дојдам кај вас. Дома ќе
Мислам, ке дојдам ке вас со компанијата и супер да седнам тамо нон-стоп секој ден и пораки и да ми се јавувате и да ми кажувате како да направам пари, брат, и то бесплатно се да имам дали ќе ми издржите. Значи за 1 сат ќе ви пукне филм. Замислете си, ја 12 години го правам тоа, бесплатно. У Македонија ги немам тие живци како Америка. Така да, друго што ме прашува, што ги интересира американците. Американците се моментално ептен, брат, за да не речем за бегане, унесено таа вештачката интелигенција што ќе ги каже. А вештачка интелигенција ништо не може да ги каже, вештачка интелигенција некој ја програмира да го каже тоа, брат, што одговара на пропагандата која што се спрема, тоа е теорија на заговор. Сите луѓе да си го продаваат тај вреден кеш и тоа вредно злато да се префрлат у дигиталниот свет. И утре кога ќе има нова пандемија, кога ќе има нови драми и вие нема согласувате со нив, многу полесно ќе можат да каже го тие што ќе бидат у stablecoins, многу полесно ќе може да ви едноставно да ви го случат профила, ама тоа е 2035. Значи да биде толку тај дел строго. До 2035 луѓе вие, може и 2300 да биде, гледајте да откриете, другари, сите работи. Американците ги интересират биткоин, етериум, Solana, Ripple и Cardano. Значи полицията не е по мене. Значи нив ги интересира, интересно е, ово има редуцира да има у бекграунд звуко, значи доста интересно. Денес како преслушав видеото, не се слушаше на комшиката толку кучињата и не се слушаше питбула и не се слушаше толку комшиите, тука имат construction, мислам поправат покриви чуда, мислам дека се слуша многу колупат, али затоа и преходните 2 дена и не снимав едно видео што требаше да снимам, стварно многу имаше бучева. Нали, гледаш па не се слуша толку. Така да, ако имам некоја идеја пред да ја изгубам и ако овие лупат, ќе ја снимам, не се слуша толку многу. А другари, американците ги интересира тоа. Значи, ако американците ги интересира тоа чудо, значи, другари, јас сум бил управо што сум зборил биткоин, 30% етериум, 30% Cardano, 30% и си берате Ripple. Таа недела Ripple 10%, таа другата недела Solana 10%. Ако американците го форсира вештачка интелигенција тоа, не е за джабе, ама ти ги повторуваш исто, дај некој нов коин. Зашо треба да тражам нов коин ко еве американците ги интересира тоа? Дека се има најголемата плата у Америка. Дека имат луѓето од како ќе се најадат, ќе се напијат највеќе и останува пари за да инвестират у Америка. Дека имат навика да распоредат портфолио од како ќе купат, нели они се голем дел у акции од нивните Wall Street компании. После тоа, кога ќе остане, што купуват? Купуват крипто. Што ги интересира американецот што нема време да истражува? Оде на Google, значи Google и оде на вештачките интелигенција. Вештачките интелигенција што му вика биткоин, етериум, Solana, Ripple и Cardano. Најнормално дека стават прво Solana и Ripple, нема Cardano. Али тоа го знаеме со белото мече и со белата мечка. И што е толку филозофијата, не знам пораките, леле брат, ните не довме, што да правиме? Google, братче, и на Google да пишете, ќе ви каже што е избрал, а другото едни колку видеа гледа едно, и другите гледали ги, ама ќе ги гледам и на тоа останува. И после па една недела паднало му биткоин, купил го на 125.000, паднало 108, леле брат, изгубиме ли ги парите? Другари, биткоин, етериум, Solana, Ripple, Cardano. 30%, 30%, 30% Cardano, 10% Solana, трупате. Ништо да не знаете. Најдигитално неписмени да сте, 2300 брат, ќе видите, тие нема да бидат исти цени, ќе профитирате, ќе кеширате. Ќе чекате да падне. Неките да продавате 2035 следниот bull market, знаете ли колку ќе бидат тие? Луда сума. Ако не бидат Solana и Ripple да успеат, имате ги кај мене на другите видеа, другите 10%. Ама биткоин, етериум и Cardano тешка работа да пропаднат. Да речем и да пропаднат и еве етериум и Cardano многу лошо да биде. Еве да речем и Cardano најлошо да биде да пропадне. Вие имате за 30% етериум и биткоин. Еве да речем и етериум и Cardano најлошо да биде. Вие го имате таткото биткоин. Да, можда до 2300 нема да ви ги избие етериум и Cardano, да речеме, брат, 2035 ќе ви ги избие. Што е толку филозофијата ние луѓе, леле на Трамп којно, леле да најдеме друго нешто. Не може да најдеме и не ни треба да најдеме друго нешто, другари. Еве ви тука, а 10%, другари, еве да бевте купиле BNB, другари, тоа чудо
е 0,74%. 0,74% и аз извирам точно дека не е 5000%, ама BNB е стърпливост. Имате другари, моя грешка, имате другари Chainlink 0,22%. 0,22% другари не е много, али е 2020-2035 или края на Y Bull Market, ако тази компания обстане, другари, тия $3 ќе бидат много голем процент. Стърпливост. Stellar, скоро 4% за 24 сата. Другари, то е пари. Avalanche, 2%. Polkadot 2%. OVO 2%. Algorand 2%. Render 1%. Jupiter 1,6%. Optimism 1,5%. Другари, от сегде по толкова процент, Star Atlas, що никой не върву него, беше 6,9% беше. И па на $100 да купите 6,9%, другари, колко време ќе пие така фенце? Ово лошо почнав, не си изразив за тия, ще ми вика дали може да трейдаме. Другари, еве, овия койни аз што съм ги избрал, до сега, ако улезевте на най-ниското, колко беше нели паднало пред 24 сата, еве брат, на 6 го продаваш, па чекай да падне, ако сакате. Или па ти виж си направил тук профит, разбираш ли, ако толкова нели разбирате да читате. И аз избирам, ако толкова много разбирате нели от трейдинг и да му найдете най-ниската цена, коя ќе правите профити на трейд. Никой нели не го препоръчвам. Ама ако бевте улезели пред 24 сата, другари, вие ќе бевте на 5 на 6% веќе на профит и ако паднеше, разбираш, вие ќе бевте на истите пари. Значи они се сбъркат. Улезе на колко беше улезел, еве да кажем, математика не знаат ке нас. Купил го на 0,68. Литнал 0,72. Леле брат, ќе падне ли, ќе падне ли? Ако падне, ќе падне на 0,68. Ако падне и малко повеќе от 0,68, да речеме, без паника, другари. Нема шо да има никаква паника. Много паничите, ако дури да улезете на 7 и паднал 0,68, леле. Другари, това чудо си следе. Веждачката интелигенция си следе, било е 0,16. Значи вие сте опаднали на 0,6, 0,7, ки се върне на 0,16. Плашите се, продадете го на 0,16. Еве, ово, нели в истински истории, типа на 0,68, кажа дека купил за $1000. Делено на 0.0, мислям дека рече на 6,8, така ли? Не е на 0,68, моя грешка. Не, чекай, да. На 0,68. Делено на 0.068, ама и не беше и 6 беше, и то е битно. Купил 14,577. Еве, на сигурно да излезе, ме вика, ке биде ли? На сигурно, еве, от не верувало това е 0, колко беше? 0,16. По 0.16. Еве, няма да оставам 5, 0.16.5. Другари, на $1000, $2300. Ева, другари, минус $1000 е $1332 за еве да речеме и бързо ќе се върне и да речеме най-лоша вариант и декември нека чекаме. За 3 месеци $1130 то е пари. Проблема е, што гонете $10,000, $100,000 такви филмови. Другари, играете го нещо, што играта се развива и ќе се върне барем на, ако се плащате, ќе се върне барем на 0.16, што толкова бързо го изкарал. Ethereum. Не чекай Ethereum. Кой беше друг? Ми беше кажал. Ondo ми вика. Купил го Ondo. На $1000 го купил Ondo. $0.87 ли рече? Колко е това рече? 0.87. Не дека не видам, много ми е далеко монитор. 0.87, 4 мислям дека рече, така ли. Значи 1144 коини по колко рече дека е 0.913. $44.
нема јас, 15 минути поминаа. На 1.10, така ли? Значи, колко беше? 1144 по 1.10 по 1.10 $258, брат. Само да почека да се върне на минималната, во зборам за луѓе што се плашат. Иначе all time high е $2.14. Така ли? Значи, одеме дупло. Али еве, $258 брзо може да ги онаде. Иако не сум тип што трейдам, а еве у 15 минути ми викат две од по $1000 што си купили, што да направиме? Еве да се врне само на 1.10 на $258, брат. Другари, $258 е пари. Така ли? И да ги изберете сите овие тука, сега зборам за луѓе што имат пари што кажува, илјадарка Solana, илјадарка Cardano, илјадарка Sui, илјадарка Stellar, не гледа тука па тројно повеќе пари прави. Тоест па тројно ја што зборам. Тука прави добар профит, тука прави добар профит, че од тука, од секаде да изваде по 258, значи тука е 258, тука е 258, ондото е 258, да речеме. Другари, тој е пари. Значи, вие по илјадарка или по $100 да сте ставиле, значи, не литајте на големи суми. Значи, од там $258, од тука $258 или $25, другари, тој е пари. Значи, учете ги тие коини кои што се технологија, чим толку сакате да трейдате или Star Atlas, там може да трейдате, другари. Значи, нема страшното. Ама треба да го погодите, да улезете на више кога е паднал тај пат. А следниот пат, ако улезете, еве улезел, да речеме, улезе на 0.7, треба да видите дека следното е 0.9 или следното е 0.10. Треба да ги видите, да речеме, тражите ги овие точки. Гледате ли? 0.97, 0.10, 0.11, 0.13, 0.15, 0.16. Значи, луѓе пишува ги, тие се враќат. Сега само нема да одите 0.10, точно, 10.5, ќе отидете 0.10.1. Значи, да знаете, се не може да покажам со мауса од комрдам, 0.10.51 и тие бројки од позади се битни. Да знаете. Може да отиде 0.10, а да не отиде 0.10.51, а вие сте ставиле 0.10.4, да речеме. Може да не ви го исполни заради многу е битно и тие бројки од позади. Значи, добро, тие ја што зборам. Тие што трейдате, знаете што зборам. Значи, ово е кратко видео за тие што ми прашавте што ќе се случи да купам на илјадарка или на 100 со овие работи, дали може да го изфлипнам, да го трейдам. Да, може. Чао.